Вчера, 21 юли 24 година, имавме вкупно 30 пожари на отворен простор и шумски пожари. За жал од нив 9 се уште се активни, додека под контрола, односно пожари кои не можат понатаму да се шират, се ставени 6. 15 пожари се целосно изгаснати, но и тие не се сигурни бидејќи некои од нив во минатите денови се будеа и повторно почнуваа со горење. Во согласност со проценетите ризици и опасности, според информациите кои што ги имаме во овој момент, утрово во гаснењето на пожарите приоритет ќе дадеме на следните пожари. Пожарот во општина Чашка, во аторот на селата Габровник, Мокрени, Јаболчиште и Дреново, кон врвот Лисец. Таму ќе бидат ангажирани 2 хеликоптери, еден полициски и еден армиски, со дополнително ангажирани локални сили, локални пожарникари, цивилно, односно местно население, а на нив ќе бидат придодадени и 55 припадници на македонската армија. Во општина Македонски Брод, во аторот на селото Тажево, кон село Брезница, ќе биде ангажиран хеликоптер на армијата Ми-17. За жал тој полета, но поради премногу густ чад, истиот не можеше да дејства и мораше да се врати назад. Чекаме расчистување на чадот, за истиот повторно да го упатиме таму. Дополнително на земја се ангажирани локални сили, односно локални пожарникари и местно население, а имаат подршки од 30 припадници на македонската армија. На територијата на општина Кавадарци, кај селото Фариш, ќе дејствуваат двата ер-трактори на дирекцијата за заштита и спасување, со дополнително ангажирани 20 припадници на специјалната антитерористичка единица Тигар. На територијата на општина Градско, кај Криволак, во насока на Брегалница, повторно се развива голем пожар кој што има фронт од десетина километри. Тоа е пожарот кој што вчера предизвикуваше вознемиреност кај граѓаните на Штип, пожарот чија што чад се чувствуваше и во Свети Николе. Има силно горење, иако гори само трева и ниска смрека, истиот ќе се обидеме да го сопреме на патот кој што оди околу војниот полигон Криволак. Ќе се обидеме да не му дозволиме да го помине патот, бидејќи линијата на фронтот на огнот е многу голема. Останатите пожари ќе ги добиете во Вибер групата во вид на пишана порака. Со понови информации ќе добиете информација околу пладне.